Гласањето го затворам. За гласале тројца, 9 воздржани. Констатирам дека амандманот не е усвоен. Одиме на третиот амандман, односно помош и грижа на лица со посебни потреби. Започнува гласањето, ве повикувам да гласам. Гласањето го затварам. За гласале тројца, 9 воздржани. Констатирам дека амандманот не е усвоен. Одиме на амандман 4. Детска заштита и помош и грижа за деца од предучилишно образование и воспитание. Ве повикувам да гласам, повелете. Гласањето завршува. Тројца за, 9 воздржани. Констатирам дека и овој амандман не е усвоен. Точка број 10, односно програма за социјална заштита на општина Делчево за 2026 година. Дали некој бара уште збор? Да, повели тој за некој председателе. Ја мислам така прашање до образовачот. Гледаме дека тука паралелно вика се на програма за социјална заштита поставки. Гледаме парите од буџетот на општина Делчево, што сега доколку не се исполнат тие се предвидени средства негде во буџетот за 2026, а да го се случи да нема пари во буџетот, што ќе се деси со програмата? Ние во извештајот е констатираме кои активности и мерки не се реализирани и од кои причини. Може би и од напоришни влијанија, ако мерката е предвидена од донатори, од некои кои што ги прекинат нивните програми, ние нема да можеме да ги реализираме. Невладините организации кои што се предвидени во делот на нови социјални услуги, како што се случи минатата година, сите средства предвидени просто речено од амерички пари ги прекина. Во претходната програма само да ја прашам, ако може, во претходната програма за 2025 година, колку од средствата што беа предвидени во буџетот се реализирани? Извештајот ги го добиете, сега се работи извештај. За 25 година за програмата ги го добиете извештај. Ама сите средства се реализирани или не се? Значи сега не мога да ви кажа, извештајот се работи. Кога ги го добиете извештајот, ги видите точно колку се предвидени, колку реализирани. Предвидени и реализирани за секоја ставка. Благодарам, председателе. Имам прашање. Дали се синхронизирани програмата за јавни работи со програмата за социјална заштита? Затоа што во програмата за јавни работи, што ја донесовме пред некоја точка, е нагласено дека ќе се реализираат во 11 месеци, а тука кај вас се предвидени во 1 месец. Видете сега, тука кај нас се предвидени само средствата кои што се предвидува и точно се 1 месец, што ги добиваме преку АБРАМ, односно Министерството за социјална политика. Таму се со број на денови, не се ни 1 месец, но 30 дена се предвидени за реализација. Дека другите што се предвидени во програмата за јавни работи, кои што вие го спомнувате, тие ќе бидат најверојатно финансирани само од буџетот на општина Делчево и затоа се предвидени во таа програма. Да, ама тука е нагласено дека 20% ќе бидат од буџетот на општина Делчево. Да, за тој месец. И сега таму сумата беше 6 милиони, а тука излегува дека... Тука е само дел од програма за јавни работи. Само за дел, за еден Значи месец. дел од програмата ќе се реализира, дел уште у старт знаеме дека нема се реализира. Значи, во тој дел тука, бидејќи основот за ангажирање на тие лица што тука се застапени е друг, треба да бидат невработени, активни баратели на работа, услови кои што се ги бара АБРАМ, а додека
По програмата за јавни работи ќе се ангажираат лица кои што се исто невработени, но и по некои други основи, така да за тоа ви велам, тие средства тука што се предвидени за еден месец се само дел од таа програма што вие ја спознавате. Добро. Ако може табеларниот приказ на програмата за социјална заштита за 2026 година по ставки. Тука е напишена ставка од буџет. Дали ќе може подетално да ми кажете од која програма и од која ставка од буџетот ќе бидат обезбедени тие пари што се предвидени за оваа програма? Одлична ви е ставката. Значи, Од која програма? работени лица кои тешко се снаоѓаат на пазарот на труд, општинска корисна работа и јавни работи за невработени лица е една ставка. Ама од која програма ќе биде? Сега не е напишено и документот, јас не можам да ви кажам во која. Значи ставката ви е напишена. Вие кога ќе го гледате буџетот, можете точно до ставката да видите. Во буџетот во социјална заштита имаме предвидено 1.417.000. А тука имаме сума од 13.689. Поточно од буџетот на општината 10.832.339 дена. А во буџетот имаме 1.417.000. Што како ќе се реализира ова програма? Од кај ќе се најдат парите? Сите пари што се предвидени тука, ние баравме во буџетот да бидат наведени во една ставка. Но од финансии ни кажа дека тоа не може во една ставка. Сите тие и после кога ќе ја гледате програмата за еднакви можности, сите тие средства не се предвидени во една ставка, затоа разликите се различни. И ние посебно немаме во буџетот, дај Боже да имаме, и на мене ќе ви биде полесно за извештајот кој ќе го правам, дали ако се предвидени 13.689.330 и јас барам да бидат наведени во една програма или ставка, како го нарекувате, и на мене ќе ми биде полесно после за извештајот. Но тие пари се предвидени во неколку други, затоа немаме преглед. Затоа и јас чекам податоците од Оделението за финансии кога го правам извештајот. Затоа ви прошам да знаеме точно од каде. Бидејќи како советници што го гласаат буџетот на општина Делчево, ние сме должни секој ден што ќе се потроши да знаеме каде од. Точно. Точно. И на мене ќе ми биде, и на нас, мислам, не на мене лично, и на нас како администрација ќе ми биде многу полесно да сите програми, да, просто речено, буџетот да биде креиран по програми, тогаш имаме и вие прегледност, и ние и граѓани. А не по ставки. Дека оваа програма џабе се. Програми не е џабе. Значи, Нема пари. не е џабе, кога ќе видите, нема пари. Има пари. Сите што се ставки предвидени во буџетот има. Сега вие ми барате на мене, јас да ви донесам тука и предлог буџет. Не предлог буџет, само од кај си пречи пари. Донесем буџет, за да јас ви цитирам точно од која ставка колку пари ќе бидат наведено вие од која ставка. Вие отворете си го буџетот и си ги гледате ставките и програмите и ќе видите. Јас го гледам буџетот пред мене. Доколку извештајот после не се совпаѓа со тие ставки и програми, реагирајте. Буџетот е пред мене 1.417.000. Тука програмата исто е пред мене, буџет на општина 10.832.339 дена. Добро. Сега јас ќе ви кажам, ќе најдете каде во буџетот е наведено за дворно уреđување на новата градинка во населба Стара Садник, ставка која што горе-доле носи најголем дел од средства во буџетот, тоа 6.762.000. Сигурно не се наведени во токму во таа програма која што вие ја наведувате. Сигурно е наведена во некоја програма од урбанизам или од нешто друго. По програмата за детски градинки? Да проверим? Градежно земјиште, тоа мислам дека е уредено градежно земјиште. Немаме предпоставка. Имаме купување на опрема и машини и купување на мебел.
книгу имам, 19 страна. Не, од буџетот. Не од програмата, од буџетот. Гледам дека нема одговор, барам писмен одговор од вас. Јас ви прашам. Писмен одговор за Вие откад? сте ме прашали, јас ве прашам, а вие вашето писмено прашање доставете ми го писмено ќе ви го одговорам. Во буџетот нема предвидено за одговор. Во ваша дискусија едно прашање не извлекам. Ако може колешката во записникот да ги извлече прашањата, нека да ги достави писмено. Јас во целата ваша дискусија едно прашање не извлекам. Конкретно прашање нека влезе во записник од која програма и од која ставка од буџет на општина Делчево ќе бидат обезбедени парите за програмата за социјална заштита за 2026 година. По програма и по ставка. Благодарам. Одговорите ќе ги видите линии по неформална писмена форма, така некој да ви го збор по основна точка. Некој не бара, почитувани советници, точка 10 програма за социјална заштита на Делчево за 2026 година. За истата ред рекомендувам да гласаме. Започнува гласањето, проверете гласањето. Гласањето заврши со 14 гласа за и 1 воздržан. Констатирам дека оваа точка број 10, односно програма за социјална заштита на општина Делчево за 2026 година е усвоена и донесена. Одиме само минута беше пауза, репликата има средба со сонг, да поминеме за две изведа точка. Точката 30. Одиме на точка број 30, решение за именување на членови и управен одбор на општинската установа за деца детска градинка Весница Делчево. Добар ден, почитувани председателят, почитувани советници, добар ден. Според член 30 од статутот на нашата градинка, 4-годишниот мандат на нашиот управен одбор е истечен и за оформување на нов ви имаме доставено барање на сите за именување на нови членови избрани од 20 членови, представници од Совет на родители, Владко Цинцовски и Кристина С. Цинцовска и еден член представник од Стручен совет Снежа Георгиевска. Благодарам. Благодарам на излагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Што се ради? Има прашање. Како? Има прашање на се. Кажете, речи, Дашо. Вики, има прашање. Има некој прашање, извинете. Кој има прашање? Победите? Јави Вански има прашање повеќе. Не, докторка да ти кажем. Само да прашаме дали Владко Цинцовски и Кристина Цинцовски се случајно роднини или само исто е презиме? За роднинска врска не знам. Значи, Владко Цинцовски ни е член во Совет на родители од претходниот состав, Кристина Цинцовска ни е нов член. Значи не се нешто брачни другари или такво нешто? Немам информација. Добро, Ако да, нешто сакам да смета, ако прашам. треба да се Не, само тоа информација, сакам да тоа е. прашам. Да. Случајно се представи. Дали некој друг бара по односно оваа прашање? Исто го подписува. Пошто никој не бара, оваа точка, односно број 30, решение за именување на членови на управен одбор во општинска програма во установа за деца детска градинка Весница Делчево, јас ставам на гласање. Почитувани советници, поведете на гласање. 30 на крај.
гласање. Да. Гласањето заврши, сите гласале. За 14, 1 против. Констатирам дека точка број 30 е усвоена. Директорке, благодарам. Благодарам. Се враќаме повторно сузет поведи на вашите точки. Точка број 11. Предлог одлука за именување на членови на Советот за социјална заштита на општина Делчево. Благодарам, председател. Согласно член 11 став 1, алинеја 4 и член 141 и 142 од Законот за социјална заштита, Советот на општина Делчево именува членови за Советот за социјална заштита на општина Делчево. Во досегашните мандати на советите, значи ние имавме два состави на Советот за социјална заштита досега, значи од 2019 за прв пат се формира тој Совет за социјална заштита, од кога ни дадена законската обврска, така да ова ќе биде веќе трет Совет за социјална заштита. На кој начин се именуваат членовите во тој Совет за социјална заштита? Во членовите во кои што ви ги цитирав од Законот за социјална заштита стои дека во Советот за социјална заштита на општина Делчево членуваат членови од институциите како што се од здравствените институции, невладините организации, училишните установи, понатаму од јавното обвинителство, верските заедници во општината кои ги има и така натаму. Така да ние доставуваме предлог до овоа барање до наведените институции да номинираат своји членови во тој Совет за социјална заштита. Така да после номинациите од самите институции, значи се предлагаат следните членови за Советот за социјална заштита. Сузана Петровска, представник на општина Делчево. Марија Аџиска, представник на ОВР Делчево, полициска станица. Кристина Аралампиевска, представник на Основното јавно обвинителство Делчево. Специјалист доктор Билјана Георгиевска, представник од Здравниот дом Гоце Делчев Делчево. Александра Трајановска, представник на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Делчево. Даниела Трајановска, представник на Центарот за вработување Делчево. Наташа Јаневска Колевска, представник на СОУММ Брицо Делчево. Александра Гошевска, представник на Основното училиште Ванчо Прке Делчево. Верица Боинска, представник на Основното училиште Свети Климент Охридски Делчево. Ивана Ангеловски, представник на Организацијата на Црвен крст, Општинска организација Делчево. Александар Николов, представник од Сдруженијето Бравура кооператива. Санела Момчилов, представник невладина КАМ. Зоран Биковски, представник на организација Жена. Презвитер Мила Ничевски, представник на Делчевско-Каменичката епархија и Оджа Сефедин Селимовски, представник на Исламската верска заедница Џамија Фатих Мехмед II Делчево. Тоа е предлогот од самите институции. Предлагам да го ставите на гласање. Поштени советници, по оваа точка откарам вас, да некој бара збор. Никој не бара. Истата точка, односно број 11, предлог одлука за именување на членови за Советот за социјална заштита на општина Делчево е поставена на гласање. Поверете на гласање. Кој е за? Односно секој се сум. Сите советници гласале, затварам гласањето.
14 за, 1 воздржан. Констатирам дека точката број 11 е усвоена. Одиме на точка број 12. Предлог програма за еднакви можности на мажите и жените на општина Делчево и работа на Комисијата за еднакви можности за 2026 година. Овој Исусе, Благодарам, председателе. Значи, во програмата за еднакви можности на жените и мажите на општина Делчево и работа на Комисијата за еднакви можности за 2026 година застапени се неколку делови и тоа вовед, како што реков и претходно, кој што го има скоро во сите програми кои што ќе ги разгледувате, законска рамка за основа на која се донесуваат овие програми, значи програмите за еднакви можности секој пат се донесуваат врз основа на законот за еднакви можности, Европската повелба за еднаквост меѓу мажите и жените, други некои меѓународни конвенции кои што се ратификувани од страна на нашата држава. И ние како општина сме дел, да не речем и подписници на таа Европска повелба за еднакви можности меѓу мажите и жените. Тоа го направивме уште 2018 година, така да сме обврзани да ги спроведуваме и тие меѓународни конвенции. Програмата се работи секој пат во соработка со Комисијата за еднакви можности, формирана од страна на Советот, така да и законски предлагач на оваа програма е Комисијата за еднакви можности. Кои се приоритетните области на делување кои што се застапени во оваа програма? Тоа се човекови права и родова еднаквост во рамки на подобластите политика, родово базирано наследство и економија, партиципација во креирање и имплементација на локални јавни политики, едукација и јакнење на капацитетите за родова еднаквост и родова сензибилизација на Комисијата за еднаквите можности, локалните институции, граѓанското општество и целокупното население. Четврт приоритет е вклучување на родовата перспектива во јавните политики кои се носат на локално ниво за ублажување на ефектите од климатски промени и енергетска криза. И петата приоритетна област е областа здравство. Посебно нема да ви ги образлагам сите приоритетни области, нивните мерки и активности, бидејќи детално ги разработувавме со Комисијата за еднакви можности кои што се присутни тука и сметам дека нема да има потреба од детално објаснување на овие приоритетни мерки. Бидејќи ќе кажам дека сите тие приоритетни области можеби веќе во 3 програми претходни се застапени, бидејќи се работени по стратегијата и акцијскиот план за родова равноправност 23-26 година, така да ќе бидат застапени во сите програми, бидејќи некаде се делумно реализирани, некои воопшто не се, некои се целосно реализирани, така да можеби кога ќе ги гледате ќе видите дека сите тие мерки и активности се застапени и во претходните програми. Разликата во оваа програма е таа на почетокот тука, мислам, во делот анализа на состојбата. Гледате дека имаме подетална анализа направена и на програмите кои што ја вклучуваат таа родова перспектива пред се на програмата за сообраќај и безбедност во сообраќајот. Гледате, имаме многу повеќе податоци, бидејќи веќе еве од кога работиме со еднаквите можности на жените и мажите, имаме 9-10 програми кои што се родово сензитивни. Значи,
тоа значи дека имаме веќе 10 програми кои што користат полово разделени податоци. А тоа е многу битно во анализата на состојбите, во анализата на потребите, бидејќи не секој пат потребите и приоритетите на мажите и жените се исти. Затоа тие баш полово разделени податоци во сите програми ни се многу битни. Тоа го укажавме и на состаноците на Комисијата за еднакви можности, да вие како советници инсистирате сите програми кои што ќе ви се донесуваат на разгледување да бидат користени полово разделени податоци. Дури и буџетот треба да биде веќе родово сензитивен и тој да користи родово разделени податоци. Навидум, само да кажам дека околу буџетот, буџетот за оваа програма не е голем, значи 415.000 денари, но тоа не значи дека оваа програма треба да биде реализирана само од Комисијата за еднакви можности при Советот или само од Општинската администрација. Значи тоа е документ кој што стои на нашата страница и на кој се повикуваат сите невладини организации и институции кои што треба да спроведуваат мерки и активности токму од таа програма. Затоа буџетот кај нас, кога ќе погледнеме, ќе речеме дека е многу мал за реализација на таа програма, но оваа програма ќе биде реализирана и од страна на образовните институции, од страна на невладините организации и така натаму. Тоа го има само за дополнување. Спонтанна расправа по оваа точка број 12. Да некој да разводи Иво Бошевски. Исто и во овој случај како и во претходната програма. Имаме разлика. Најпрво да ја поздравам програмата за еднаквост меѓу мажите и жените и таа треба да се напреду уште повеќе. Тоа се согласувам, да. За да дојдеме до степен кај што ќе бидеме на добро ниво. Имаме разлика во предвидените пари за програмата 415.000 со тоа што е предвидено во буџетот, што е изгласано од Општина Делчево, кој што изнесува ставката за родова еднаквост 70.000. Спомна образлагачот дека дел ќе бидат од спонзорства. Ако нема информација за точна програма и ставка од кај ќе бидат обезбедени парите, и за оваа програма барам писмен одговор. Доколку нема одговор, ако има одговор, окей. Јас можам само да ви кажам дека и овие активности кои што се предвидени во оваа програма, например еве ќе го кажам печатење на промотивен материјал за неки настан кој што е предвиден во оваа програма. Во буџетот кога ќе побарам одговор ќе биде во делот договорот за печатење и копирање на материјали. Нема да биде во програмата за еднакви можности. Значи, сите средства, организирање на настани, ако има коктел, ако има ручек за учесниците, тој ќе биде во делот репрезентации, може да биде поставени во делот на репрезентации за Советот. Знам какви одговори ќе добијам од одделението за финансии, затоа ви го кажам, но не е проблем да добиете. Тоа е влезено во записникот на ќе биде почитувани да не бара збор во однос на оваа точка. Комисијата за еднакви можности веќе да се научме и разгледавме оваа програма и ја усвоивме како добра за оваа. Дали некој друг бара збора во однос на оваа точка? Истата точка број 12. Програма превод за еднакви можности на мажите и жените на Општина Делчево и работа на Комисијата за еднакви можности за 2026 година. Оставам на гласен да ви повикам да гласен за нека за почнем програма. Гласането завршува. 15 за. Света Пека
констатирам дека точка број 12 е усвоена. Одиме на точка број 13. Измена на годишен план за вработување на општина Делчево за 2026 година. Представител на општината, своја повеќе. Благодарам, председателе. Измената на годишниот план за вработување на општина Делчево за 2026 година е прва измена на планот за вработување на општина Делчево за 2026 година. Во делот тековна состојба на вработените во институцијата, бројката која што е наведена, морам да ви напомнам, можеби некој ќе види, ќе каже дека таа бројка не е. И во сите измени кои што ќе следат во 26 година ќе стоат тие бројки, бидејќи упатството за изработка на планот за вработување па измените стои дека во оваа колона се секој пат ставаат податоците од првично донесениот план. Така да и 3 измени, и 4 да имаме, секој пат ќе се следат тие бројки тука. Да знаете за тоа да не ви се створи некоја заблуда. Во делот планирани движење на вработените во институцијата во следната година се мисли на 26-та година, не на 27-ма година. Планирано пополнување на работни места преку прераспоредување на вработените во институцијата на исто ниво или хоризонтална мобилност нема да има. Планирано пополнување на работните места преку унапредување во следната година ќе има едно унапредување и тоа за работно место раководител на оделение за управување со човечки ресурси. Планирано намалување на вработените во институцијата во следната година ќе има намалување само по основ на предвидено пензионирање, односно остварување на право на старосна пензија, и тоа за 2 работни места, раководител на оделение за локален економски развој, превенција и справување со кризна состојба, заштита и спасување и референт архивар. Морам да напоменам дека работните места кои што се предвидени за испразнување по основ на остварување право на старосна пензија се за колешки кои што исполнуваат право на старосна пензија со навршување на 62 годишна возраст, така да може би, тоа не го знаеме, може би тие ќе си го продолжат правото на работен однос, така да тоа ќе биде констатирано во извештајот кој што ќе следи за 26-та година. Во делот 4, планирано зголемување на вработените во институцијата во следната година, односно нови вработувања. Предвидено е 21 работно место, од кои што треба да напоменам дека дел од работните места кои што се предвидени и во планот за 2026 година, отпочната е постапка за нивно пополнување уште во 2025 година. Но, за да се заврши постапката целосно, треба да бидат предвидени и во планот за 26 година. Тие беа предвидени и во 25-та, знаете измената кога ја донесувавме. Тука се работи за работното место советник одговорен сметководител, тоа е работно место број 2. Понатаму се работи за работното место советник за планирање на локален економски развој, помлад соработник за канцелариско и архивско работење и референт архивар. Не референт архивар, туку референт комунален редар. Гледате дека имаме 3 испразнети работни места, моментално се е објавено само за едно работно место. Во делот за
работни места во територијалната противпожарна единица. Значи, еве денеска се завршува целосно постапката за пополнување на работните места командир на ТППЕ Делчево и командир на оделение во ТППЕ Делчево. Но ние моравме да ги ставиме и во планот за 2026 година и тие работни места, иако се завршени. Работните места пожарникар, спасител, возач на специјално возило, 2 извршители има. Значи и тие работни места се од денеска испразнети од назначувањето на командирите. Инаку, другите работни места се сите слободни работни места по актот за систематизација на општина Делчево. Тоа. Благодаря ви за излагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Тоа не стане миски. Благодарам за тебе. Така, гледам дека во програмата за проектување имате нови 21 лица. 2 се пензионирани лица, треба закон за 2 пензионирања и, како што ве разбрав, 2 се веќе пополнети од страна на вработени во територијалната пожарна. не ги менеш, да, од командир, да, добро. Че сакате да кажете дека 17 лица нововработени лица треба да имаме, така? 17 се предвидени за пополнување, но дали ќе бидат предвидени, тоа ќе го видиме од извештај. Сакате да кажете дека финансиската состојба, прво да се види финансиската состојба на општината, па тоа да се вработат или како? Значи, ние мора да ги планираме за да знаеме дали ќе бидат пополнети или не после. Значи само е тоа план, а дали ќе бидат вработени да знаеме, така? Добро, да. Благодарам, председателе. Ке се надобро за прашањето на колегата Тони. Имаме вкупно вработени 66 моментално. Сега се предвидуваат 21, ако ги одземеме тие 4, 17. Тоа од прилика доаѓа 1/3. Од сегашните вработени ќе имаме плюс вработување. Според буџетот, ако во ланска година биле предвидени 38 милиони 602 денари за плати на наместовци, во овој буџет имаме предвидено 40 милиони 269 илјади. Разликата е 2 милиони. Ако ги собереме сите тие суми тука што се наведени за новите вработувања, добиваме некоја сума околу 12 милиони. Како планирате да обезбедите плата и за сегашните вработени, а и за новите вработувања? Тоа не е страшно за мене како се планира да бидат обезбедени плати. Кога го правите планот за нови вработувања, не се повикувате на предвидени пари во буџетот колку имате за плати и на наместници? За секој предвидено и ново вработување добиваме согласност за обезбедени средства. Така да, штом добиваме согласност, сигурно се обезбедени. А од кој ја добивате таа согласност? Како мислиш од кој ја добиваме таа согласност? Кога барате? Одделението за финанси. Од одделение за финанси. Да се обратиме таму со прашање како ќе се обезбедат пари за овие луѓе. Вие го формулирате прашањето, кај нас има раководни административни службеници кои ќе ќе одредат кој од административните службеници ќе го одговара прашањето. Вие слободно доставете го до општина Делчево. Добро, председател, ако може година да се обезбедат ресурси за одговарање на прашање. Од вработени. Тоа може да примерно во сектор тоа Од одговорите од институции? Задање после, мислам дека може да ви одговори, како што сите видете дека оваа точка е предлог програма, дали ќе бидат реализирани тие вработувања? Да, така треба да се има предвид колку пари имаме за да планираме нешто. А не да планираме. Ако дојде од некаде многу пари, Не, измена на годишен план е тоа, не е предлог програма. Измена на годишен план. Ние може би во текот на 26-та година ќе ги прошириме тие предвидени нови вработувања. Да, но Никој не може да го каже сега. пример не можеме нешто да планираме дека ќе направиме ако немаме финансиски средства за тоа.
вчера стигаат да земат две пари од некаде. Тоа може Знак правилник. Сите ги не работите. Бајде да знаеш што се случи. Така, значи, дали се тук барат во однос на лавочка. Никој не барат, почитували советници, ето викувам, па гласам гласањето за точно. Заврши, пошто основно е одсутна. 10 за, тројца против, 1 воздушен. Предвидам дека точка 11 е усвоена. Спродиве на точка број 14. Тоа е програма за комуникација со јавност и промоција на Општина Делчев за 2026 година. Представникот на Општината, својца на таква Почитуван председателе, почитувани советници, пред вас е програмата за комуникација со јавноста и промоција на Општина Делчево за 2026 година. Оваа програма е една од програмите во Општина Делчево во која што е имплементиран родовиот аспект. И сакам да истакнам дека програмата за комуникација представува рамка во која се предвидуваат активности насочени кон одржување редовна навремена комуникација со јавноста за подобрување на информираноста за работењето на општината и за сите други прашања од интерес на жените и мажите на Општина Делчево. Основната функција на програмата за промоција и комуникација со јавноста е да ги определи начините на пренесување видот на информациите за работа на единицата на локалната самоуправа внатре и надвор од неа. Програмата ги дефинира и активностите и алатките со кои ќе се спроведува. Таа опфаќа и мерки за постојано ажурирање и подобрување. За спроведување на програмата ќе се користат расположливите човечки и финансиски ресурси во насока на подобрување на комуникацијата за одредени активности, ќе се користат и дополнителни ресурси. Програмата ќе ја спроведува општинската администрација во координација со лицето одговорно за односи со јавноста под раководство на градоначалникот на Општина Делчево. По потреба програмата ќе се ажурира во насока на подобрување на нејзиното остварување. Основниот принцип врз кој се темели програмата е активната транспарентност. Во оваа смисла не би пролонгирала повеќе програмата, вие ја имате пред вас. Доколку имате прашања, повелете, тука сум да одговорам. По точка број 14 програма за комуникација со јавноста, Општина Општина Делчево, отварам расправа. Дали некој го разбор? Благодарам, председателе. Дали ми Кажеш ке мене. Покажеш ке мене това. има по кратко прашање. Благодарам, председателе. Прашањето из оваа програма е од која програма и од која ставка се обезбедени парите за буџетот за оваа програма? Дали имате информација? Да, од која програма? Конкретно ставка, не знам, така што како предлог 100.000 денари ќе ви добрувам од Ќе може да добијам писмен одговор. Hvala. Tamo ima nekoliko aktivnosti. Океј. Благодарам. Да, по програмата да прашам мерките редовно и навремено информирање на граѓаните за работењето на општината за текови проекти, планови за нови проекти, политики, законски обврски. Дали по програмата е влегува и лицитација на продажба на државно земјиште ќе ја наведете така да биде Се што доаѓа транспарентно да биде, значи да бидат сите да не биде скриено. Значи се што доаѓа од определенијата во општината, од сектори, а кој што има обврска, да се информира јавноста, да се даде соопштение, да се повикаат на јавна консултација, тоа секако се објавува на веб страницата и се поставува во сите регионални интернет портали и така. Дали за јавна Комуникацијата така оди. Одделенијата доставуваат до мене, до лицата за прајци, што се
дали воопшто значи ќе биде објавено тоа лицитацијата, зашто да не биде после во кохадиторија само и да помнете што. Затоа ве прашувам, дали се излегува јавно транспарентно на средства на општина? Дури лицитација. Имаме и доказ во последен транспарентна општина, ќе имате анализите во програмата. Тоа ме интересуваше, да. Дали некој друг да разговори однос на ова програма? Не. Јас не почнем се зашто со истата програма се достои со однесувањето. Едно од прашањата, зашто во голема мера е препишена или е иста како од лани, дали ланската не е спроведена, зашто и дали истата програма е донесена на транспарентен начин. И последно прашање, зашто во делот на промоција на општината имаме мал дел или да кажеме дека е сиромашен или нема обрнено внимание. Ја би сакала вака седна еднаш да ви одговорам. Програмава не се доцни, може би ја во декември бе одсутна и не можевме нели да ја донесеме. Минатата година немаше програма за социјалноста. Оваа година, затоа и е сиромашна во делот на анализата, бидејќи нема од каде да влечеме податоци кога нешто некој не го спровеле. Во однос на промоцијата наведени се тие активности кои што редовно ги правиме, но има делови кои што се општи, бидејќи не можеме понекогаш да планираме какви активности ќе излезат од новата програма за култура која што се подготвува, од еднаквите можности и од сите одделенија други. Тоа е. Кажа програмата не се донесе минатата година. Така ми е 31 декември. Океј, благодариме. Дали некој друг бар разбор по однос на Тони? Нема ли да кажеш? Точка 14 предлог програма за комуникација со јавноста и промоција на општина Делчево за 2026 година. Јас ставам на гласање. Ве повикувам да гласам. Поверете. Стане како испадна да гласа на лајка. Се мојот телефон да ја уклучен. А не може ли телефонот да се гласи? Може. Ќе го заврша гласањето, пошто некој неверојатно технички грешки има. Ајде, не е присутна да гласува. Може ли она не гласа ако не е тука? Ако на телефона. Може на телефон се конектира. А може ли така? Да, може од телефон, може се конектираш. Не е уред, нема да се. Ама мора да се присуте. Ставам повторно гласање затоа што си имам некоја техничка грешка. Не, може да намам телефон. Почекај малку, звони. Ало? Гласаме да дадат телефон? Кај да не гласа. Не може да гласа. Гласот не е присутно. Може да се, ама не, сака да биде Не е присутен, не може да гласа. Значи, дој тога е така. Повторно, точка 14 на ставам на гласање, поверете. Затоа може да иземе, ама не сака да биде иземе, да не е. Правилото е, со некој го треба да биде присутен тука за да гласа. Завршува гласањето, гласове за 10, 4 воздржани. Констатирам дека предлог за комуникација со јавноста и промоција на Делчево, ова точка е усвоена. Одиме на точка број 15. Предлог одлука за формирање на комисија за унапредување на пациентите. Одлука за формирање на комисија за унапредување на пациентите во општина Делчево. Член 1. Се формира комисија за унапредување на правата на пациентите во општина Делчево. Член 2. Комисијата се состои од 9 члена и тоа 20 представници на пациентите, односно членови на Сдружениите на пациентите, 20 представници од невладите организации што се занимаваат со човекови права и граѓански иницијативи, 20 лекари
од општината и тројца членови делегирани од Советот на општина Делчево. Член 3. За членови на оваа комисија, односно унапредување на правата на пациентите во општина Делчево, се предлагаат Лидија Дамјанова, Сдружение на пациенти за диабетичари, 2. Ермина Реджепова, Сдружение на пациенти, односно предлог 3. Милка Христова, доктор во пензија, 4. Тонкица Петовска, доктор во пензија, 5. Толеска, представник од Организацијата на жена Делчево, 6. Александр Николски, представник од Бравура кооператива, Дејан Јовановски, член на Советот на општина Делчево, Бијана Тодорска, член на Советот на општина Делчево, Тони Стаменковски, член на Советот на општина Делчево, Горан Димитровски, член на Советот на општина Делчево, Александра Гошева, член на Советот на општина Делчево. Член 4. Членовите на комисијата не смеат да бидат вработени во здравствени установи во кои се укажува здравствена заштита. Мандатот на овие членови на Мандатот на само да доврши. Мандатот на членовите на комисијата изнесува 2 години со право за уште еден последователен избор. Член 5. Комисијата за заштита на права на пациентите врши следните работи. Унапредување на правата на пациентите и нивната заштита, ја следи и ја проценува состојбата со заштита на правата на пациентите, предлага мерки за подобрување на заштита на правата на пациентите до надлежните органи, соработува со надлежните органи, наследува поплаки од пациенти и предлага преземање на мерки до надлежните органи, бара стручна експертиза ако се дека тоа е неопходно за утврдување на состојбата. Мерка и точка 7 води евиденција за поединични поплаки на пациентите, както и мерки преземени за заштита од правата на пациентите. Подготвува и поднесува годишни извештаи за заштита на правата на пациентите пред Советот на општина Делчево, издава информација, промотивен и друг материјал со цел напредување на правата на пациентите и точка 10 врши и други работи пропишани со законот. Исто така комисијата донесува деловник со својата работа, со кој ќе биде поблиску да се унапредува начинот на работа. И член 6 одлуката влегува во сила во властник на општина Делчево. Ова точка отварам расправа, доктор Андија, поведете. Во член 4 пишува дека членовите на комисијата не сме да бидат вработени во здравствени установи во кои се укажува здравствена заштита. Овде не е наведено дали се тие приватни или здравствени установи, па претпоставувам дека се работи за приватните здравствени, бидејќи и тие се носители на здравствена заштита. Од овие членови, Ермина Реджепова е вработена во јасна здравствена установа Гоце Делчев Делчево, се коси со член 4, и Билјана Тодорска, која што е член на Советот на општина Делчево, е вработена во приватна здравствена установа во Делчево. Сега, нели треба тие да бидат иземени од тоа? Ако не треба да бидат работени во здравствени установи во кои се укажува здравствена заштита. Тука мислам дека во конкретно случај дека за Ермина Реджепова фактички е напредена дека е представник на Сдружение на пациенти. Да, ама во исто време работи во јавна здравствена установа која што укажува здравствена заштита. Значи, ако истата таа може да биде причинител на неправда на пациент, ако зборуваме така, не да го брани. Од тоа Сдружение на пациенти би требало да дадат некој друг. Ако јас сум во положба да донесувам неправда, па треба да ја бранам некако не е логично. Не можеме да предложиме да дадеме некој друг, ама во секој случај треба истиот нови што ќе биде предложен да знае, не можеме да го предложиме без да знае. Во Сдружението на пациентите да си предложат друг и да се стави друг член од Советот на општина Делчево. После неколку точки ќе дадам пауза, која ќе исконсултираме некој и ќе додадеме некој, ама прво да знае и дали ќе согласи. Така, само на крајот после ќе гласаме за истина. Кога
Тога можеме да ги земеме затоа што комисијата според член 2, комисијата вика се состои од дека 9, а тука се 11, така да. Да, и после се на пациентите. Значи да и Ќе го погледаме после за кој исто пишува дека Советот се состои од комисијата се состои од тројца членови делегирани од Советот на општина Делчева. Тука како што можеме да забележиме има 5. Ќе го погледаме после паузата и ќе видиме што ќе направиме. Во моментот не мога да кажем ништо, бидејќи ќе се консултираме.